втор ден продолжи бојкотот на родителите за честите промени на учителки во двете паралелки во основното училиште Крсте Мисирков. Родителите и овој ден не ги пуштија на училиште учениците од 5А и 5Д оделение. Нагласуваа дека ќе продолжат со протестите се додека не се слушне нивниот глас. На денешниот протест раскажаа дека го повикале и раководителот на секторот за образование при општина Куманово, но тој не се појави. Малку не повредува како родители тој игнорантски однос кон нашите деца, значи кон нивните чувства. Секторот за образование Александар, вчера се слушнавме, се договоривме денеска во 10 да биде тука. Не се појави, на телефонските повици не одговара, од 9 саат бајле го барам нон-стоп. Ние сме тука, не се откажуваме, нашето барање не е исполнето, револтирани сме од целата ситуација која што се провлекува последните 2 години. Така да нема да се откажеме и понатаму. Ќе бидеме тука и утре. Ќе бараме средби со градоначалникот, да се слушне нашиот глас, да се слушне што се случува со децата кои што треба на општеството да бидат најважни. Тие се иднината на општеството, а ако некој ваков став игнорантски покажува спрема децата, таков став покажува и спрема иднината на ова општество. По протестот во училиштето, родителите заминаа пред општина Куманово, каде што ги прими раководителот на секторот за образование Александар Јовановиќ. Тој објасни дека не присуствувал на денешната средба, бидејќи веќе неколку пати имал состаноци со нив. Нагласи дека им објаснил дека процедурата е согласно законот и инспекторатот не утврдил никакви неправилности. Им укажал дека децата треба да се пуштаат на училиште за да не губат од наставата. 3 месеци се даваат подитни и неодложни за завработување на наставен кадар во училиштата кои се на определено работно време. Потоа училиштата се должни согласно пристигнување на финансии од Министерството за финансии преку Министерство за образование и наука да распишат јавен оглас. На јавен оглас се јавуваат сите оние наставен кадар, во овој случај одделенски наставници кои исполнуваат услови за работа согласно критериуми. Она што сум информиран, го повикав и директорот, ги повикав и родителите на состанок, веќе одржавме 4-5 состаноци, е постапено согласно законот. Значи законската регулатива е опфатена, на работа се примени оние кои исполнуваат услови за работа на определено работно време до крајот на учебната година. Потоа контактирав и Државен просветен инспекторат кој има направено увид во постапката, што се однесува постапката е спроведена она согласно законската регулатива на работно место на тие, значи работни места се примени оние кои исполнуваат работни услови. Раководителот на секторот за образование побара разбирање од родителите и нагласи дека овие ученици од септември ќе преминат од оделенска во предметна настава, каде што ќе ги преземе класен раководител и уште 13 други наставници. Предходно и директорот на основното училиште Крсте Мисирков, Филип Колевски, потврди дека промените се согласно законот и нема никакви неправилности.